Наша гостинка во Собраниското студио е претеничката Моника Зајкова, шефица на делегацијата на Македонското собрание во Парламентарното собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа ОПСЕ. Во рамки на 33-та годишна сесија, што се одржа во првата декада од јули во Хаг, Зајкова е избрана за подпредседателка на Парламентарното собрание на Организацијата. Тоа представува признание за нејзиниот личен ангажман во рамки на делегацијата, но и признание за придонесот на Македонското собрание во парламентарната димензија на ОПСЕ. Претеничке Зајкова, честитки за изборот. Можете ли подетално да ни ја објасните процедурата според која бевте избрани на функцијата? Кои беа вашите против кандидати? Кои земји ве поддржаа? Добре, ви благодарам на честитката и благодарам за можноста, бидејќи нели на голем дел од јавноста можеби не е јасно што е всушност оваа позиција и зошто е толку важен овој избор. Изборот е важен заради тоа што позициите во парламентарното собрание на ОПСЕ се бираат на непосредни избори. Значи дека секоја од тие држави кои што партиципираат во собранието, во собранието партиципираат 56 национални парламенти со нивни представници и посебен делегат има Светата столица од Ватикан. Сите тие своите делегати ги пријавуваат во избирачки лист, каде што ви одите со лична карта, се регистрирате, добивате гласачко ливче, одите позади параван и го вршите изборот, што значи малта на еден непосреден процес на избори. Јас бев во трка заедно со 7 други кандидати од Велика Британија, од Ерменија, од Словенија, Украина, од Полска, Франција, така што често да се биде избрана на вистина голема, но и довербата. Кои земји сум избрана не можам да знам, бидејќи изборот е на тајно гласање, но како и да е, кога сте избрани во еден ваков тип на организација, која што се уште е најголемата платформа за диалог во светот, тогаш имате обврска не да бирате со кого ќе зборите, но едноставно да ги презентирате ставовите на сите и да го држите диалогот жив помеѓу сите оние земји кои што партиципираат. Добро, ни кажавте каква е структурата на парламентарното собрание на ОПСЕ, да ни кажете сега какви ќе бидат вашите обврски во овој 2-годишен мандат. Па добро, моите обврски да преценили членството во бирото, каде што се креираат сите клучни организацијски одлуки, се координира целокупната работа на парламентарното собрание на ОПСЕ, потоа да го заменувам председателот кога тоа ќе го побара, да председаваме со пленарните седници кога е тоа побарано од нас, нормално дека бирото одлучува и за назначување на шефови на мисии кои го следат избирачкиот процес во други земји. Сега првична мисија е мисијата за следење на избори во Казахстан. Јас бев повторно повикана да предводам, бидејќи претходно бев шеф на мисијата во Киргизстан, меѓутоа се уште оди процесот на разговори дали тоа ќе се случува или не. Го представува ставот на парламентарното собрание на сите меѓународни настани, средба со дипломатски представници и како што кажав, нормално да го одржува диалогот помеѓу земјите членки жив, бидејќи таму членуваат и оние кои што се малце кон западот, малце кон истокот, така што секогаш е важно да се постигнува консензус, за да сите се чувствуваат слушнати и представени во рамки на ова собрание. Секој од подпредседателите, бидејќи не има четворица за сега, избран за различно портфолио. Јас претпоставам, односно ќе го барам портфолиото за борба против корупцијата. Меѓутоа тоа не значи дека вие сте ограничени само да работите во овој домен, затоа што на пленарната седница темите се бираат согласно моменталните геополитички приоритети. Но за мене, како правник, е многу важно да го покривам ова портфолио за борба против корупцијата и организираниот криминал и владење на правото и нормално подобра координација особено на земјите од југоисточна Европа. А кои се другите 3 портфолија и кои се другите подпредседатели? Знаете како портфолијата се бираат зависно од тоа што сакаат подпредседателите да
да промовираат и на што сакаат да работат, така што има разноразни, не се ограничени. Во рамки на ОПСЕ има и комитети, има луѓе кои што претставаат со тие комитети, кои што членуваат во бордот, сега не знам. Има комитет за следење на демографските состојби, имате комитет за Индо-Пацификот. Значи сите е покриено во комитети, но она што е важно е дека на крајот бирото ги утврдува приоритетите и согласно тоа добивате одредена портфолио со кое што раководите. Тоа е моето следно прашање, повторно е поврзано со таа улогата на парламентарното собрание на ОПСЕ во следење на изборните циклуси во земјите членки. Какво е вашето лично искуство на тој план? Па добро, наблюдувачките мисии на ОПСЕ се покажале како исклучително важни. Ако го погледнеме историскиот контекст на Македонија, и тука играле важна улога во спроведувањето на фер демократски избори. Она што ние го правиме, назначуваме мисија во земјите каде што имаме покана за за меѓународно наблюдување и како шеф на мисија морам да кажам дека истото го правиме заеднички со ОДИР и со наблюдувачката мисија на Советот на Европа, каде што трите организации имаат свој наблюдувачи од редот на делегациите и мора да излезат на крај со една заедничка изјава. И буквално се следи целиот процес. Например, во Киргизстан се следеше процесот на тоа колку се имплементирани техничките забелешки на препораките на ОПСЕ и ОДИХР за изборното законодавство. Нешто што им е познато на граѓаните од она што се случува во Македонија. Го мониторирате целиот процес од отварањето на изборот, текот на целиот избирачки ден и ОПСЕ оној кој што на другиот ден заедно со ОДИР и со Совет на Европа дава генерален извештај за тоа што забележал, дали се забележани одредени изборни нерегуларности, дали процедурата се одвивала демократски, дали имало попречување од страна на одредени, полициски структури или трети субјекти на самиот избирачки процес. Значи еден навистина целокупен процес, еден обемен извештај на крај кој што значи многу за земјата и по кој што се мери нејзината демократска вредност и развој. Еве сега сме во процес кај нас на донесување на измени во изборниот законник. Дали е вклучено тука парламентарното собрание на... Па тука се вклучени, нас не се дадени препораките на ОПСЕ и ОДИХР. Мене ми е жал што се измести целата дискусија од препораките на некои други прашања. Оно што е важно и по кое што ќе се цени изборниот процес е токму дали се вградени овие препораки и како ќе се однесуваме во текот на кога ќе дојде изборниот процес и така се важни овие работи затоа што по тоа намират и по тоа добиваме одредени финанси. Затоа и денес напоменав дека не треба Македонија да ризикува заради технички препораки врз основа на кои што ќе се цени напредокот на изборното законодавство да изгуби 4,2 милиони евра. И оваа годишна сесија на парламентарното собрание на ОПСЕ заврши со донесување на Хашка декларација. Кои се насоките за идното действување на парламентарното собрание на организација? Па добро, во рамки на тоа собрание се носат низа на декларации, се носат важни одлуки, но она кое што јас го имав и во мојата презентација, мислам дека она на кое што треба да се фокусира парламентарното собрание е пред се да го подобри начинот на пристап кон секоја земја која што партиципира таму и тоа и ќе го направам како подпредседател. Сакам да пристапам до секоја делегација, да ги кажа кои се нивните гледишта, приоритети, малку на работа подобро околу транспарентноста на организацијата и врз основа на она што ќе го добиам како фидбек од делегациите да можам да го презентирам во бордот и да направиме одредени насоки за она што ќе биде приоритет на ОПСЕ во наредната 2027 година. Не треба да забораваме дека навистина на геополитичко ниво се соочуваме со тешки економски предизвици. Мислам дека фокусот треба да стои тука, но и на сите се она што не се случува во светот. И врз основа на тоа да се прават одредени приоритети. Не е важно само дали ќе усвоите декларација, важно е колку таа декларација ќе заживее во сите земји членки и она кое што исто така е мој фокус е како тие декларации понатаму да станат дел од агендата на националните парламенти, всушност да станат дел од самото национално законодавство и да го доживеат светлото на денот. Џабе ние ќе донесеме, декларација за борба против
организираната трговија на дроги и слично, ако борбата изостанува на национално ниво. Затоа мислам дека е поважно да наметнеме на една работа во опсека да што сите овие декларации кои што се носат ќе го следиме процесот на имплементација во националното законодавство и на тоа ќе биде мојот фокус поставен. Кога сме веќе кај националните парламенти, за крај ви ве прашала, добивте таму доволна поддршка за да бидете избрани за подпредседателка на парламентарното собрание. Каква поддршка добивте тука во нашиот парламент за кандидатурата? Па добра, јас имав поддршка од парламентот, јас во мојот говор употребив малку една така шега дека се надам дека поддршката која што ја добив од различни политички структури во рамки на Македонското собрание, вклучително од председателот на собранието, не е заради тоа што сакаат да бидам помалку присутна дома, а повеќе надвор, туку заради тоа што веруваат дека навистина сум личност која што знае да гради диалог и која што секогаш пристапува со решенија и фер кон сите страни. Не изостана поддршката од Македонското собрание. И во рамки на тие политички групи, нели кога се презентирате, јас сум дел од групата на либерали. Имаме луѓе кои што се дел од групата на Европската народна партија, тука и поранешниот пратеник Ѓорчев навистина даде свој инпут во помошта и лобирањето, затоа што сепак на крајот денот изборот на една земја е национален успех и во лобирањето треба да помогнат сите, бидејќи знаеме дека се зависи од тоа како ќе се презентирате лично, каков ви е пристапот кон секоја делегација, но и на крајот од денот колку ќе излобирате, а еден сам човек не може се да направи. Претеничке Зајкова, ви благодарам за разговорот и ви посакувам многу успех во Благодарам.